да се educirаме малце за браќата Манаки. Па ме интересираше, они не биле единствени фотографи во нивно време. Зашто се посебни? За разлика од другите фотографи, браќата Манаки имале едно поинакво гледање на фотографијата. Тие гледале на фотографијата како на уметност. Јанаки кога фотографирал велел за мене и за историјата. Значи тие биле свесни што значи фотографијата, направиле една визуелна историја, визуелна енциклопедија за почетокот на 20-тиот век на Балканот. Значи за нив може да се каже дека се првите документаристи на Балканот. Секако првите документарни филмови ги имаат направено. Филмско ремек дело на браќата Манаки е посетата на султанот Решат Пети на Солунина Битола. Која е уметничката вредност на нивните фотографии? Јанаки бил уметник, бил професор по калиграфија и по цртање во Романската гимназија во Битола. Тој ги познавал правилата и принципите на сликарството и во нивните фотографии ги применували. Секоја нивна композиција, светло, ракурс, гради една уметничка композиција, гради една уметничка фотографија. И нивните фотографии снимени и во студио, а и надвор се разликуваат по многу нешта од другите фотографии во тоа време. А колку филмови имаат? Па вкупниот број во минутажа е околу 60 минути. Филмски материјали и околу 7000 стаклени плочи, неколку илјади фотографии изработени од тие плочи. Благодарение на тоа што се први сниматели на Балканот, сочувано е целото нивно фотографско творештво. А каде се чуваат филмовите на браќата Манаки? Оригиналните негативи на браќата Манаки се чуваат во кинотеката на Македонија, стаклените плочи во Државниот архив во Битол.